продолжуваме со Македонија денес. Сигурна сум дека не следите и понатаму со внимание. Веќе ја најавив и нашата последна тема за денешното издание на Македонија денес. Секогаш овој термин е определен за теми поврзани со областа на здравството. Се трудиме секако пред се да дадеме корисни совети со кои што ќе го зачувате своето здравје, но тука се и докторите кои што секако со своето искуство, своето знаење ќе најдат начин како да го решат секој здравствен проблем, да помогнат за сите оние кои што ќе се обратат. Пријатели на Македонија денес е клиниката на доктор Жан Митрев, кој што редовно во нашата емисија на еден навистина убав начин, со една навистина убава соработка, знаат да допринесат за пред се ние како пациенти, од другата страна да се смириме дека тоа е навистина стручен тим кој што може во секој поглед и во секој момент да пружат навистина квалитетна здрава медицинска помош, да помогнат за сите оние кои што имаат здравствен проблем со своите услуги и негата која што ја имаат пациентите во Жан Митрев. Денес ќе зборуваме за срцевата слабост, тема која што е доста интересна и доста верувам дека кај нас во Македонија актуелна, голем проблем со проблеми кардиоваскуларни има на територијата на Македонија. Зашто доаѓа до тоа и секако голем број на прашања и одговори ќе ги добиеме во рамки на разговорот кој што следува. На оваа тема ќе разговараме со доктор Планинка Зафировска, специјалист и интернист, но во секој случај пред да представам соговорничката во нашето студио, да ги погледнеме рекламите, вие подгответе се доколку имате некоја прашање поврзано со оваа тема. Нашата соговорничка, докторката Зафировска, ќе биде подготвена да одговори и на вашите прашања. Неверојатни акции само во книжарниците на Просветно дело. Дојди и откри како до голема потрова за прибор со 2 патенти и сет фломастери, дрвени или мрсни бојци се само 50 денари и како до супер ранец се само 50 денари. Плюс многу попусти на училишен прибор и многу други изненадувања. Екстра понуда само во Просветно дело. Кардиоваскуларната хирургија е срцето на нашата болница. Медицинска гранка која е најголемиот предизвик за секој хирург. Лидери во извршување на најсложените операции, специфични за нашиот хируршки тим. Ние сме Жан Митрев клиник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. На здравје кафе со Елит кафе. Време е да го започнеме нашиот разговор и темата која што веќе неколку пати ја најавив и секако да ве поканам и вас да бидете дел од нашиот последен разговор за денешното издание на Македонија денес. Жан Митрев клиника, пријателите на Македонија денес и овој пат во нашето студио ни испратија доктор со кој што ќе можеме да разговараме на доста значајна тема и да добиеме корисни совети. За прв пат во нашето студио, на моја огромна чест и задоволство, имаме доктор Планинка Зафировска, специјалист интернист. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Сања, до вас. Добар ден до сите гледачи на телевизија 24. Благодарам за поканата. Се надевам ќе имаме убав разговор, корисен за гледачите на 24. Јас ви благодарам што во вашиот густ распоред на пациенти најдовте време да бидете дел од нашата емисија и да поразговараме за оваа доста значајна тема. Срцева слабост, проблем кој што доста чест и се јавува и кај жителите на Македонија. Колку често се соочуваат еве кај нас пациентите со срцева слабост? Срцева слабост веќе представува феномен еден на епидемија на 21 век, ја кажуваат. Зашто е тоа така? Затоа што се подобро и подобро се развива третманот на најчесто кардиоваскуларните болести и воопшто третманот во кардиологијата, така да пациентите кои што веќе имаат болест срцева, им се пролонгира животот и значи живеат со срцева слабост веќе долги години можат да имаат квалитетен живот, се разбира со добар третман и добра нивна дисциплина. Срцевата слабост, што представува срцевата слабост? Значи, тоа е една состојба на болест на мускулот на срцето поради одредена причина, при која срцето не може доволно да пумпа крв.
Што се случува всушност? Знаеме сите дека срцето е пумпата во организмот, така пациентите често ја кажуваат дали ми е добра пумпата, дали ми е добар моторот. Значи тоа е мускулест орган кој што пумпа крв, оксигенираната крв, крвта богата со кислород од белите дробови во левото срце, тоест левата предкомора, понатаму во левата комора, се пумпа во аортата, преку аортата доаѓа до сите органи во организмот, до сите клетки и ткива, каде што клетките се хранат со тој кислород, кој што е потребен за нивната нормална функција, и понатаму се враќа јаглерод диоксид во крвта, преку крвните органи, поточно преку вените, повторно се враќа ова крв во десната страна, овој пат на срцето, десната предкомора, десната комора, од каде што се испумпува во белите дробови, каде што повторно се оксигенира и така циркулира всушност крвта во организмот. Сега, кога срцето е болно, значи мускулот, кога е болен, кога не може доволно да испумпува крв, се јавуваат низа на состојби и проблеми во организмот, кога клетките не се хранат доволно и нели се нарушуваат процесите на функција на организмот. Поради ова последователно се јавуваат симптоми, одредени симптоми и клинички знаци кај пациентот, кај човекот кој што е болен со срцева слабост. Симптомите најчесто се замор, нормално, кога нема доволно енергија организмот, чувствуваме замор. Понатаму чувствуваат тешкоти со дишењето, најчесто тоа е при лежење на рамно, значи не можат да дишат, глад за воздух се јавува. Понатаму може да се јават отоци на нозете, отоци на стомакот, асцит, значи собирање на вода, ние велиме народно, или собирање на вода во плуќата кога повторно се јавуваат оние тешкоти со дишењето. Срцевата слабост може да биде, се дели всушност на акутна и хронична срцева слабост. Најчесто зборуваме за хронична срцева слабост, тоа е најчесто за жал прогресивна болест, зависно од патологијата, зависно од организмот како компензира, може да трае месеци, меѓутоа може и со години пациентот да се живее со срцева слабост доколку таа е правилно третирана. За акутна срцева слабост зборуваме кога настанува акутно попуштање на срцето, тоа е најчесто после масивен инфаркт или попуштање на една од валвулите, нагло попуштање, руптура на мускул, или други состојби, например хипертензија, висок притисок или аритмија, кога нагло попушта срцето и обично ова е една драматична клиничка состојба и драматична целата клиничка слика и тука пациентите треба брзо да побараат медицинска помош, бидејќи најчесто ова завршува со негативен исход на пациентот. Овие знаци на акутна срцева слабост најчесто се со градна болка, ако станува збор за акутен инфаркт, на што се надоврзува тешкоти со дишењето, значи глад за воздух, не може да дишат, може да дојде исплукување на крв, тоест спутум, кој што е богат со крв, розеникав спутум, и треба веднаш да се реагира, значи веднаш да се побара медицинска помош, за да може да се стабилизира оваа состојба. Хроничната срцева слабост е она другата за која што и најчесто говориме, кога нели имаме претходна патологија на срцевиот мускул, дали е тоа инфаркт прележан или миокардит, значи некој инфект на срцето или некоја примерна кардиомиопатија, поради која настанува постепено слабење на срцевиот мускул. И тогаш таа обично почнува подмукло. Пациентите најчесто не може да ја познаат. Значи првин малку замор, како вчера можев да ги качам скалите, денеска не можам, што се случува и така натаму. Понатаму се јавуваат отоци на нозете, кој што спомнав, стомакот, баш вчера имав пациент. Докторка, стомаков нешто ми е подуен, сум здебелен или како што. Па видовме дека има вода во стомакот и тешкоти со дишењето, тоест вода во плуќата се собира или крв во плуќата, поради што се јавуваат овие симптоми. Порано се веруваше, уште ова да спомнам, дека срцевата слабост исклучиво се одредува со еден маркер ежекциона фракција, веројатно е познат на нашите гледачи, поготово ако има пациенти, ежекциона фракција која што се одредува ехокардиографски најчесто. Значи ја одразува пумпната сила на срцето. Ова ежекциона фракција нормално е од 50 до 70 некаде проценти, и под 50 кога се сметаше дека станува збор за срцева слабост. Затоа најчесто кога пациент
имаше пациент со овие тегоби, го праќаа на ехокардиографија да се одреди дали пумпната сила е добра. Штом се одредеше дека е над 50%, 55-60%, на пациентот му се велеше ти немаш срцева слабост, побарај помош на друго место, пулмологија и така натаму. Од скоро, од пред неколку години, излегоа студии и истражувања кои што велат дека може да постои срцева слабост и со сочувана ежекциона фракција. Постои еден термин, HFpEF, кој што е многу популарен во кардиологијата во светот сега, и значи станува збор за намалена растегливост на мускулот. Тој комората си пумпа и ежекционата фракција ќе биде добра, меѓутоа внатре длабоко во клетките на мускулот има промени кои што поради кои е намалена растегливоста на мускулот и буквално тие пациенти ги имаат тие тегоби, значи ниту симулираат, ниту ништо, они навистина имаат тегоби на слабост, иако им е сочувана ежекционата фракција. Сега постојат нови методи, најчесто ехокардиографски, нови параметри преку кои се одредува дека сепак има срцева слабост, диастолна дисфункција и така натаму, иако ежекционата фракција е сочувана. Најчесто се овие пациенти гојазни и имаат покачен крвен притисок, поради што се јавуваат овие промени во миокардот. Тука секако ќе ги отвориме телефоните за нашите редовни гледачи кои што можеби имаат некое прашање поврзано со нашата денешна тема. Секако да го искористат присуството на доктор Планинка Зафировска, специјалист интернист од клиниката на доктор Жан Митрев и да ги добијат посакуваните одговори. А ние продолжуваме понатаму. Вие рековте дека срцевата слабост станува еден вид епидемија на 21 век, но медицината оди напред, така што и со срцева слабост може да се доживее длабока старост. Жан Митрев клиника секогаш во чекор со светските трендови, па ете, како успевате можеби вие да се носите со сите оние пациенти кои што доаѓаат да побараат помош токму од вас? Да, најчесто моите пациенти се пациенти со срцева слабост и јас ја сакам бидејќи е благодарна. Значи, пак ќе кажам, благодарна срцева слабост, веќе не е како порано, нели, еден инфаркт и така натаму веќе значеше обично крај за организмот, пациентите за жал не живееат долго, меѓутоа во 21 век, како што се подобрува третманот и негата за пациентите, а и свесноста за здравиот живот, дисциплината која што е многу голем дел од третманот на срцевата слабост, така животот на овие пациенти се продолжува. Зашто епидемија? Најчеста причина за срцевата слабост е коронарната артериска болест. Тоа е нели запушување, да кажам, болест, наслаги на крвните садови кои што најчесто се јавуваат поради пушењето, кај диабетичари, хипертензија, генетска предиспозиција и масноти во организмот. Значи настанува наталожење на плаки на крвните садови, коронарните крвни садови, кои што во еден момент може да доведат до прскање на овие плаки, поради кој настанува инфаркт, нели, комплетно запашување на артеријата која што го храни мускулот, дел од мускулот на срцето, и при тоа доаѓа до изумирање на овој дел, некроза и оштетување, парцијално оштетување на мускулот. Може да станува збори за коронарна срцева болест без комплетно запашување, без инфаркт. Ова е најчесто кај диабетичари, кога имаме стенози на овие артерии, на повеќе артерии, најчесто трите артерии стенозирани, не се комплетно оклудирани, че пациентите немале инфаркт, меѓутоа тоа е хронична исхемија на мускулот настанува. Значи, кога една цевка, да кажеме, е запушена над 70% и протекува само вода низ неа од 10-20%, со тек на годините тоа е малце вода, не е доволно и мускулот недоволно добива крв, недоволно се храни и полека слабе, полека се шири и ослабува мускулот, па потоа се јавуваат овие тегоби. Најчесто, јас тука ќе ве прекинем, ќе продолжиме понатаму затоа што веќе имаме 20 гледачи кои што подолго време не очекуваат, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот гледач. Ја на линија сум? Да, вие сте во програма, повелете. Поздрав до вас, Сања, и до гостинката. Ви благодарам. Јас слушам многу убаво објаснува, само тоа гледачите некако не ни се свиѓа да прифатиме советите на нашите доктори. Дека треба да промениме нешто во нашиот начин. Нашите доктори кои се немаат услови за работа, а солидни доктори имаме. Слушам докторката и ја спомна и хипертензијата. Во случај, ако во еден период има негде 150-160, а кога се спусти, да речеме, на 90-65,
на повозрастна личност. Што треба да прави? Да пие многу течности и нема притисок да пие терапијата. Ја, колку што знам, јас сум пациентка на кардиологија, една добра докторка и задоволна сум, веќе 3 години не сум мерила притисок и не сум не била, ми се погоди терапијата. Така. Сега во случајот со симнување на притисокот. Да. Не пуши, кафенце едно ќе се испие, кафето да го исклучиме. Пушењето е најголемиот ризик. Кога се симнува притисокот, Што тогаш со терапијата? Што треба да направи? Ви благодариме многу за јавувањето, ќе одговори докторката и на вашето прашање, но најпрв да го вклучиме и следниот гледач, доколку е се уште на линија, не се прекина линијата, може секако и понатаму да не побарате на телефонските броеви. Што во овој случај кога високиот крвен притисок е убаво што спомна пациентката хипертензија, затоа што бас планирав понатаму во емисијата да спомнам дека хипертензијата може да биде причина исто за срцева слабост. Ова е многу важно и ова е апел до гледачите, затоа што за жал се уште во Македонија имаме пациенти кои што ќе дојдат и ќе речат: ама немам јас проблем со притисокот, мене ми е 160 со 90, ама јас убаво си го носам, не го чувствувам, тоа си е сосема во ред. Или на пример пијам апчиња, ако е 160 со 90, ама ги пијам апчињата, доволно е. Не. Значи притисокот треба да биде под 140 со 90. Не случајно се избрани овие вредности, ова за севкупната популација важи, затоа што се покажало дека ако е повеќе од тоа вредноста, значи доведува до штетување на срцевиот мускул. Тоа можеби нема веднаш да се случи за месец-два, меѓутоа во текот на годините, доколку притисокот е нерегулиран, покачен, тоест повеќе од што треба, доведува до првично задебелување на мускулот, хипертрофија, поради тоа притисочно оптоварување, а потоа почнува да слабее. Јас имам и често, за жал се случува, пациенти со срцева слабост поради нерегулиран притисок. И искрено највеќе ми е криво за овие пациенти, затоа што неколку години наназад, ако реагирале на време, немало ова да се случи. Конкретно за пациентка што прашува 160 со 90, ако е притисокот, не би требало. Сега инцидентно, боже мој, жив човек, поготово емотивен човек, нешто ќе се изнервира, нешто знае да се покачи притисокот, инцидентно ако се покачи, не е ништо страшно. Може докторот да ја советува што во моментот да направи, може би да ја дуплира дозата од лековите или значи совет некој да ја даде. Меѓутоа, треба да си ги зима редовно лековите. Сега, ако се намали притисокот, тоа најчесто се случува ако времето е променливо или поради низа фактори се случува да падне притисокот, често имаат проблеми пациентите, меѓутоа, тоа не е толку страшно. Се плаша да не им се случи нешто, па ќе промашат лек, нема да го испијат лекот и после тоа повторно ќе се покачи, настануваат овие варијации на притисокот. Значи, редовно треба да се земаат лековите, ако се симне притисокот во тој момент, точно течности треба да се земаат повеќе, кафе, слободно може да се напие кафенце. Веќе се претирува секако. Кафето веќе порано се веруваше дека кафето е голем непријател на срцето. Меѓутоа најновите студии велат дека и 2 до 3 кафења во денот добро му доаѓаат на срцето, поготово во превенција на аритмиите. Така да кафето веќе не е, да кажам, забрането за срцето. Како и алкохолот, исто ќе спомнам, не промовирам пиење на алкохол, меѓутоа една чашка алкохол за жена дневно и маж до 2 чашки, нели 0,2 сега да не е од оние македонските ракија дупла, тродупла, е добро и не значи оштетување на срцето, така да тоа е во ред. За цигарите апсолутно се забранети, тука ни една не оди во прилог, да, така да за цигарите, кој што спомна пациентката, е во ред, меѓутоа кафе може едно. Така да во тие моменти кога ќе ви падне притисокот, мој совет ви е легнете, одморете, напите се повеќе течност, можеби ако можете консултирајте се со докторот што да направите, дали би можеби да намалите терапијата во тој период и така, меѓутоа немојте да прескокнувајте и немојте да се откажувате од терапијата редовно. Да, докторке, вие споменавте сега и гледачката само со хипертензијата како начин кој што може да доведе до срцева слабост. Кои други заболувања секако може да бидат предиспозиција за појава на срцевата слабост? Па спомнав број 1 коронарната артериска болест, значи прележан инфаркт, па после тоа срцева слабост или хронична коронарна болест која што нели со тек на времето доведува до исхемија и слабење на овие
на мускулот на срцето. Најчесто овие пациенти се диабетичари, иако не е исклучок, и кога ќе се направи коронарографија, тоа е снимање на крвните садови, ќе се види дека има веќе 3 крвни сада стенозирани, најчесто одат за бајпас, аортокоронарно премостување, и доколку на време е сето тоа фатено, има шанси да повторно кога ќе добие срцето кислород да се врати во нормала, или да кажам скоро нормала. Понатаму вируси, инфекции, за жал ке младата популација, срцева слабост најчесто се јавува заради прелажан миокардит. Тоа е воспаление на срцето кое што го проширува и го слабе во моментот. За среќа најчесто добар исход има, значи се третира и повторно и нормално си заздравува срцето, се враќа во нормала. Понатаму дилатативните кардиомиопати. Тоа се вродени генетски абнормалности најчесто, поради кои срцето во одредена возраст, период во животот, може да е и помлада возраст, може да е повозрастна, почнува да слабе, да се шири, и овие се најчести тие подмукли кардиомиопатии кога пациентите не се свесни што се случува, значи замор чувствуваат, мислат времето, паднат притиск, ги игнорираат симптомите и за жал најчесто доаѓаат веќе во период кога веќе доста е проширено срцето и ќе требаат, бараат најчесто хоспитализација и поагресивен третман. Валвуларните болести исто така, попуштање на валвулите, аортната стеноза, дегенеративната аортна стеноза, која што е најчеста валвуларна мана кај повозрасната популација, која што најчесто многу лесно може да се открие само со стетоскоп, со аскултација, се добива еден систолен шум, кој што ќе ни сугерира дека може би станува збор за аортна стеноза. Понатаму конгениталните заболувања, за жал и во младата популација, кај новороденчињата со конгенитални мани, значи дефекти на срцето, се развива срцева слабост. Има еден тон причини кои што може да доведат до ваква состојба, меѓутоа најчести се овие кои што ги спомнав. Да, секако многу се важни редовните прегледи и контроли, без да се почувствуваат некои симптоми. Секогаш она што е навреме дијагностицирано може многу полесно да се истретира и да се врати состојбата во нормала. Ние тука ќе му дадеме предност и на нашиот следен гледач кој што веќе не очекува со своето прашање на една од нашите 2 телефонски линии. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма, сте да ве слушнеме. Поздрав до вас, до емисијата. Јас сум правен од ортата операција. Има година и пол. Добро. Ама уште не можам, пијам таблетици лесо и синком по шема за циркулацијата, многу ми е слаба. После уште еднашка ми се тромбозира ногата и па ме прави операција втор пат. И кога одам, ногата ми се заморува, поготово десно, да треба да седнам па да продолжам. И ми го отекуваат доле кај табаните. Па има ли некој други лекој, нешто ли, контрола ли, да се јавам кај докторката ли, нешто имам проблеми, и на стомакот, на дувано кила ми се појавија на стомакот. На некој совет да каже, дали има нешто друго да каже, некој други лекар. Ви благодарам. Ви благодариме за јавувањето, секако ќе одговориме и на вашето прашање, доколку не е проблем да го вклучиме и следниот гледач да го чуеме, па потоа ќе дадеме одговор. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Вака, голем поздрав до докторката, гостинката. Јас имам преживеано, да речам, 3 инфаркта, кој е еден 100% миокарден инфаркт од десна страна и 100% миокарден инфаркт од лева страна со аневризма на лева комора. Имам и 2 мозочни удари и инжекциона фракција на срцева слабост ми е од 20 и нешто, сум стасал и до 30, ама се движи измеѓу 25-30, така да кажам. Јас редовно, ако и диабетичар 15 години. Вака, јас прашање ќе немам, пошто животот секако ми е ограничен, јас сум инвалид преку 60%, пензионер на млади години. Сакам еден голем поздрав до докторката, до Филип Тори и уште поголем, најголем поздрав, пошто сум пациент на доктор Тања Анđушева. Ајде да не речам прво Господ и оно спасителот за мојот живот, каде што со адекватна терапија
еве живеам како се живеам. Така, мада ќе бидам искрен, не пушев цигари, последно време ги патив цигарчињата, па со Господ напред. Благодарам, пријатно, убав ден. Ви благодарам многу, секако и за убавите зборови наменети за клиниката на доктор Жан Митрев и целиот негов стручен тим кој што се грижи за здравјето на пациентите, меѓу нив секако и вие со вашето искуство. Да, интересно, вториот пациент, све супер пример за да кажам успешна третирана срцева слабост со цигарчињава, малце на крајот ме разочара, ќе кажам на доктор Тања, али во ред, да, мислам тоа е типично, веројатно пациент пушач, диабетичар, обично тие две комбинации се страшни за крвните садови, така да има генерализирана атеросклероза, веројатно има стенози на каротидните артерии, на артериите во мозокот, поради кои има два мозочни удари и, како што спомна, запушување на двете артерии со последователно срцева слабост, со аневризма и ежекциона фракција, која што е спомна од 20 и нешто, што е веќе изразена срцева слабост. Да, цигарите може да ги оставите. Во однос на првиот пациент, значи, претпоставам дека станува збор за аневризма на инфраренална аорта, веројатно има оперирано. Се става албограф, тоест протеза во стомакот, тоа е стомачна операција, кога што се засекува стомакот и се става протеза на местото на аортата и најчесто ова е комбинирана со запушување на артериите на нозете на двата екстремитета. Спомна дека има таква операција и дека има запушување на едната нога. Симптомот кој што го спомна е интермитентна клаудикација, кој што е типичен симптом, знак за стеснување или запушување на артериите на нозете. Значи, типично е тоа, оди, пешачи одреден период и почна да добива грчеви во мускулите. Обично пациенти мислат електролити да не им фалат или така натаму, меѓутоа тоа е знак дека мускулот недоволно се снабдува со кислород и обично одмараат, ќе седнат, па после тоа повторно продолжуваат, зависно од тоа на која дистанца ги добиваат тие тегоби болки, станува збор за градирање на ова интермитентна клаудикација. Значи, му препорачувам обавезно да се јави кај неговиот лекар или во клиниката Жан Митрев, би направиле еден преглед, доплер преглед на артериите на нозете, каде што ќе видиме дали има стеснување, запушување или не. Доколку има запушување, следно би било веројатно компјутерска томографија се направи, да се сними, да се види точно оперираниот дел, што е, како е, дали е проведен, дали е можеби бајпасот кој што е поставен, запушен или има некое ново стеснување и би можело да се направи интервенција, доколку е потребна, операција, нова реваскуларизација, која што е покриена од фондот. Во однос на килата, кој што има, често се случува кај овие операции на абдоминална аорта, голем е резот и често настанува попуштање на мускулатурата после операција и се јавува кила. Таа исто така може да се реши доколку му пречи на пациентот, може да се реши со хирургија и решавање на хернијата на абдоменот. Јас се надам дека гледачите се задоволни од одговорот, секако вториот гледач уште еднаш ќе го посоветуваме дека можеби треба да ги откаже цигарите, а тука ќе му дадеме предност и на нашиот следен гледач кој што веќе не очекува со своето прашање на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Среќен ден, нека вие и поздрав до докторкава. Ви благодариме, повелете. Вака, ја пред 2 месеци оперирав кај во клиниката Жан Митрев за абдоменалната аорта, али сега имам тегови, да ми извинете на изразот, со столицата, малце потешко искача и ми се јави кила. Истиот проблем? Сега притисокот ми е, не ми е висок, 110 со 60, тој ми е нормален, ако ми отиде на 120, мислам од 110 нагоре, имам тегови. Сега сакам докторкава да прашам, пошто се оперирав кај Жан Митрев, па пред 2 месеци, а сега ми се појави кила. Пушаш бев, ги оставив цигарите, ама малце ми е потешко, кашлам од шлајмот, го исплукав сега моментално. И сега ме интересира што да направам ја понатаму сега. Со килава не ми смета она, али така некако ми е надуена и некако нервоза ми ствара. И сакам да замолам докторкава да ми каже совет, да ми даде што да правам. Дека треба да идам и на контрола сега и да видиме што може да се, од што дојде оваа килава.
Ви благодариме А многу за... иначе нормално после секоја операција се јавува кила, сигурно. Без разлика дали ја оперирав пред тоа жолчка, исто ми се јави кила. Сега ова е малце поголема и тоа е проблемот. А иначе многу поздрав до клиниката Жан Митрев, стварно се фантастични луѓето. Ви благодарам многу на сослушувањето и ја молам докторка да ми објасни што понатаму да прави. Секако. Ви благодарим и вам за јавувањето, секако за убавите зборови упатени до целиот стручен тим на клиниката на доктор Жан Митрев. Ете повторно абдоминална благодарам за прашањето. Да, се случува. Значи тоа е сепак една поголема операција, поголем оперативен рез се прави и може да се случи и кила. Секако тука влијае и слабоста на организмот, тоест слабоста на мускулатурата кај пациентот. Он бидејќи веќе имал една операција и се појавила кила, значи веројатно има вродена слабост на мускулатурата. Може би ќе било добро да му се, веројатно и му се препорачало, не знам дали носел појас после операцијата, носат појаси за да се превенира појавата на килата. Нека дојде на контрола ќе се види тоа колку е изразено, колку е големо. Некој пат може да дојде и до намалување на истото. Значи ќе му даде совет докторот кој што ќе го прегледа. Во однос на обстипацијата која што ја спомна, исто така знае да се случи постоперативно кај овие операции, меѓутоа тоа најчесто е веднаш после операцијата, значи неколку недели трае. Сега зашто 2 месеци после операција не би требало, можно е да е малку субјективно, некој пат пациентите имаат блок бидејќи абдоминална операција, па не сакаат да се напнуваат. Значи со лекарот негов се наоѓа решение секој пат, дали некој лаксатив ќе се даде, дали ќе се даде обавезно ќе се даде совет за исхраната, значи мора и исхраната малце да се смени повеќе тие диететски влакна, да се внесуваат овошје и така натаму, и движење. Значи движењето исто е една терапија, да кажам, за понормална столица. Така да нека се јави на контрола, спомнам дека сега му е време, даваме ние постоперативно до 2 месеци ке сите овие операции да организмот се врати во нормала. Така да се уште е рано, нека си направи една контрола со лекарот и ќе се советува што понатаму. Јас се надам дека гледачот е задоволен, дека наскоро повторно ќе ги посети во клиниката Жан Митрев за својата контрола. А ние тука му даваме предност и на следниот гледач. Моите прашања ќе почекаат, секогаш предност имаат гледачите. Добар ден за кого? Ало? Повелете во програма, сте да ве чуем. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам, посебно докторката. Сакам да ви кажам дека секоја чест, прво, кога видиш лекар кој што е одржан комплетно, кој што дава позитивна енергија, спарно сите пациенти може 10% да бидат излечени без терапија. Да. Ова го кажувам искрено. Сега, јас имам академско прашање. Јас сум хипотензичен, низок притисок 160 го контролирам. Исклучиво прашањето ми е што значи, пошто докторката сигурно е понапредна од нас, ние сите читаме интернет, тахикардија. Кај мене варира од 65 до 80. Дали е во случајот тахикардија или не? Ви благодарам многу за јавувањето, за убавите зборови. Имате пријатен ден, докторке. Да, благодарам за прашањето и комплиментите до гледачот. Значи, тахикардија. Тахикардија е брзина на срцевиот ритам, која што е над 90 удари во минута. Така да 90 над 100 одредени, значи станува збор за тахикардија, за брзано чукање на срцето. Оваа тахикардија најчесто не значи болест, значи доколку е таа нормална синус тахикардија, велиме од 100-110, не мора да значи болест. Сега сите ние добиваме тахикардија, јас во моментов имам, бидејќи сум на телевизија, нормално имам малце трема. При возбуда, при физички напори, така натаму, нормално е да срцето побрзо работи, бидејќи потребата за кислород во организмот е поголема, и тогаш не мора да значи дека станува збор за некое заболување. Доколку континуирано трае таа тахикардија, значи еден пулс 100, 110, 120, зависно кај која возрастна популација се јавува, треба да се направат испитувања, се види причината за оваа тахикардија. Најчесто анемијата може да биде причина, проблеми со тироидната жлезда,
Понатаму пушењето, цигарите, физичката неактивност може да бидат причина. Така да еден преглед, да не се вознемируваат пациенти. Имам често пациенти кои што ќе дојдат, имам тахикардија, се плашат, меѓутоа излегува на крај дека е само некоја анксиозност, значи не е ништо страшно, меѓутоа како и да е, треба да се направи преглед, да се исконтролираат сите овие параметри за да заклучиме дека све е во ред. Кај пациентот конкретно спомна од 65 до 80, тоа е одличен пулс, значи од 60 до 85-90 некаде се смета дека е нормален пулс. Под 60 се смета дека е брадикардија, успорена работа на срцето, кое што не секој пат е патолошка. Значи кај добро тренирани, физички активни луѓе, кај спортисти, професионални спортисти, срцевиот ритам доаѓа до 40-35 во мирување. Така да ова не мора да значи доколку има брадикардија исто дека станува за болест. Треба се направи едно ЕКГ првично, една анализа, преглед, па да видиме за што станува збор. Пулсот кој што го спомна кај пациентот е сосема во ред. Сосема во ред, без никаква паника и верувам дека задоволен од одговорот и нашиот гледач. Тука некаде доаѓаме кон крајот на времето предвидено за нашиот денешен разговор. Секако напоменав дека е многу важна редовната контрола за да навремено се дијагностицираат кои методи на дијагноза се користат во Жан Митрев за да ете пациентите на еден навистина убав и современ начин ги добијат своите дијагнози. Да. Па предноста кај нас во болницата, што верувам дека барем во другите болници колку што знам во Македонија не се прави еден комплетен преглед. Значи го вериме кардиоваскуларна проценка или интернистички преглед и опфаќа све, од мерење на крвниот притисок, ЕКГ до ехокардиографија. Ехокардиографска проценка на каротидите, значи доплер на каротидите, се види дали има стеснување, задебелување и така натаму. Ехокардиографска проценка на тироидната жлезда, ехокардиографија на срцето, комплетна ехокардиографија со проценка на ежекциона фракција, димензии, ако е потребно и понапредна ехокардиографија и доплер анализа на периферните крвни садови. Секако правиме и ехо провизорно на абдомен, нели јас конкретно нели кардиологија работам, меѓутоа сум истренирана и тоа го правиме ехо на абдомен доколку има нешто, па после тоа препраќаме до гастро. Значи, ова би било еден преглед кој што дефинитивно би кажал дали станува збор за срцева слабост или не. Понатаму од ова може да се назначат дополнителни анализи. Дополнителни анализи, основно биохемија, понатаму доиследувања ако се потребни, најчесто коронарографија, ако очекуваме дека има запушување на крвните садови на срцето, или стрес тест, додека нели ако не се сомневаме дека има, и дополнителни анализи. Сега најново имаме и, тоест, почнуваме, во фаза сме на почнување на магнетна резонанца на срце. Баш викендов во Жан Митрев направивме неколку срца, успешни прегледи, кои што е убава дијагностичка метода. Во светот се повеќе и повеќе се користи, бидејќи магнетот нема зрачење, значи нема некои несакани ефекти по пациентот и добиваме доста добри и квалитетни информации за срцевата состојба. Тие се дијагностиките, може рентген исто да се направи доколку е потребно, меѓутоа најчесто ние со ехо гледаме изливи дали има во плуќата, така да можеме да претпоставиме дали станува збор за срцевата слабост. Таа е дијагностиката во однос на третманот, бидејќи спомнавте дека е при крај емисијава, морам да кажам дека третманот покрај лекарствата соодветни, значи за срцева слабост, денешно време излегуваат и девајси, ние ги кажуваме, тоест апаратчиња кои што ја подобруваат пумпната сила на срцето, значи имплантација на пейсмейкери како CRT, тоа се апаратчиња кои што се вградуваат во срцето, не со класична операција, перкутан, обично тоа прашуваат пациентите, и доведуваат до стимулирање на срцето да по-добро пумпа. Во светот постојат и пумпи додатни, артифицијални срца и трансплантација на срце како краен метод. За жал, за голема жал, кај нас во Македонија се уште не е достапна трансплантацијата на срце. Се надевам ќе биде ова во блиска иднина. И најважно од све да спомнам животниот стил. Значи, колку што е битна терапијата, медикаментозна, толку е битна и промената на животниот стил, ако не и побитна, верувајте. Значи, регуларна физичка активност. Прво порано се веруваше срцева слабост, не треба да лежиш во кревет, да не мрднеш. Баш напротив, се советува регуларна аеробна физичка активност, најдобро
пешачењето. Значи, секојдневно пешачење, барем 30 минути пешачење, 5 дена во неделата да се случува. Понатаму исхраната. Значи, покрај здрава исхрана, нели, да внесуваме витамини, хранливи продукти и така натаму, намалување на маснотиите во организмот, многу е важно и солта. Солта, ностоп, ја спомнувам јас на моите пациенти таа сол, зашто бидејќи нашата кујна е таква, посолена него што е, и така сме и навикнати. Ако ставиме малце помалце сол, ни е блюткаво и невкусно, меѓутоа сето тоа е прашање на навика. Ако еден период се издржим со малку помалку солена храна, после тоа се навикнуваме и све што е посолено ни пречи. Така да апел до пациентите, не само до пациентите кои што имаат срцева слабост или друго заболување на срцето, воопшто и до здравата популација. Значи, рестрикција на солта. Не само досолување, него солените продукти, сирењето, биено сирење, сувомеснати конзерванси, сето тоа содржи сол, кој што понатаму прави задршка на таа вода и може да преципитира акутна срцева слабост кај пациентите со хронична. Пушењето веќе го спомнавме, значи апсолутно оставање на пушењето, што се однесува до кафето и алкохолот, спомнав, се додека е умерено. За алкохол зборуваме една чашка, сега добро, има и случаеви кои што се со пациенти со изразена срцева слабост, да кажам терминален стадиум, кога со аритмии, кога не им се советува ни тоа, нели согласно ова со докторот сега, да не излезе докторката промовира, ми рече кафе може и така, значи сепак во консултација со нивните доктори, меѓутоа, ето така да кажеме, тие се препораките за здрав живот. Доктор Завировска, мене чести задоволство ми беше што денес бевте наш гостин во студиото и на еден навистина убав начин. Сигурна сум дека допревте до гледачите, како што каже и самиот гледач, 10% веќе сме излекувани кога некој на позитивен начин и со позитивна енергија и со прав пример зборува за нашето здравје. Сигурна сум дека пациентите се задоволни и оние кои што сега не следат, ќе ги следат вашите препораки, ќе ги исклучат штетните намирници од исхраната во своето дневно меню, ќе пешачат повеќе, ќе бидат активни, позитивни и оно што е најважно, да не се труеме со негативни работи, негативни информации, убави емисии, корисни совети, убава музика и прошетки може да допринесат многу за нашето здравје и на еден начин па да олеснеме и вашата работа. Баш така, ви благодарам Сања, многу убаво кажано. Благодарам до гледачите, се надевам беше корисен овој разговор. Ви благодарам. Ви благодарам, драги гледачи. Тоа беше доктор Планинка Зафировска, специјалист интернист од клиниката на доктор Жан Митрев. Сигурна сум дека со разговорот кој што го имавме допревме до вас, навремени контроли, прегледи, внимавање на сите оние можеби симптоми кои што понатаму може да ја влошат вашата здравствена состојба, позитивна енергија секогаш и многу прошетки, чист воздух, убава музика, убави емисии, позитивни мисли за да го направите вашето здравје да биде уште подобро. А токму поради тоа Македонија денес е секој работен ден заедно со вас, да на еден начин ви дадеме и позитивна енергија, и корисни совети, убава музика и секако секогаш и насмеани гости и соговорници во нашето студио. Тука го завршуваме нашето денешно дружење. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Бидете и понатаму со програмата на телевизија 24, а по завршувањето ве очекуваме на социјалните мрежи Facebook и Instagram, местото каде што се дружиме со нашите драги и почитувани гледачи. За крај, секако со една музичка номера, се одјавуваме од денешната дружба. Имате пријатен и убав ден.